Почитувана госпоѓо Белческа, очигледно вашиот сектор за комуникации вешто ве изманипулира и употреби како топовско месо во партиски цели, па настапувате со невистини и паушални обвинувања во кои самата вие не верувате. Креатори на хаосот во здравството сте токму вие СДС. Не вложивте ниту денар во инфраструктура, ниту во кадар, ниту во развој и усовршување. Претходните директори на Прилепската болница, од редовите на ВМРО ДПМН, не направија, туку наследија хаос. Наследија огромни долгови, кои претходно ги направиле невештите кадри на СДС. Директорот на болницата, Петар Ристевски, успеа наследен долг од 220 милиони денари за период од 18 месеци да го сервисира и намали на само 85 милиони денари во моментот на примопредавање на новиот директор на болницата Илија Јовановски. 85 милиони денари, од кои исплатата на 70 милиони ќе се реализира редовно со подпишани спогодби за плаќање во период или на 52 месечни рати и за истите се обезбедени средства. Болницата успеа редовно да ги исплаќа своите обврски, да го реши проблемот со грејењето, да исплати на специјализација на кадри. Селективното пласирање на податоци од ваша страна е лоша пракса и ве прави само несериозни пред очите на јавноста. Да ве подсетиме дека пред кратко време заврши најголемиот и најзначаен проект за здравството во општина Прилеп, а тоа е реновирањето и доопремувањето на градската болница во вредност од 70 милиони денари. Со реновирањето се набави и опрема во вредност од 20 милиони денари, како и нов дигитален мамограф. Се реновираа одделенијата, се набави операционен стол, 5 пациент монитори, нов рентген апарат во одделението за ортопедија. Нечесно е и страмота токму вие да обвинувате, бидејќи на ваше барање се обезбеди во вашето одделение нов мамограф, 4D ехо доплер апарат и други апарати за современа диагностика кои вие веќе ги користите. Дали ќе негирате дека во време на претходното раководство ви беше признат и вашиот докторат? Обвинувате дека не се водела евиденција за контрола на работното време, тоест дека лице во одделение гинекологија не идело на работа. Па за ова прашање ве упатуваме ке началникот на одделението за гинекологија, доктор Моника Грашевска, каде ова лице работело. Дали во одделението на доктор Грашевска не се почитувало работното време и зошто? Може најдобро да ви одговори таа. Не ви држат место и обвинувањата дека условите за работа биле лоши и се вршела репресија врз партиски неистомисленици. Напротив, сегашниот кандидат за советник од СДС, Моника Грашевска, беше и началник на гинекологија. Илија Јовановски, началник на одделение за ортопедија, Небрежанец, началник на лабораторија. Пиргановски и многу други кои биле подложни на репресии, шиканирање и деградирање од функции, како што сега вие правите, веруваме дека одамна јавно ќе реагираа. Ако сте искрено загрижени, зошто во изминатиот период, кога доктор Петар Ристевски беше начело на Прилепската болница, на работните состаноци вие, Илија Јовановски, Сашо Пиргановски и други, ниту усмено, ниту писмено не сте изразили забелешки за функционирањето на болницата. Не сте доставиле ни предлози како функционирањето на истата може да се подобри. Прашањето за партиска репресија поставете го и на кандидатот за градоначалник Илија Јовановски, кој доколку е искрен ќе ви признае дека такво нешто не постои и е само несмасно тврдење на секторот за комуникации на СДС Прилеп. Напротив, минатото раководство ќе остане запамтено како најуспешно од започнувањето со работа на Прилепската болница. За крај прашуваме, дали вашиот кандидат за градоначалник пред време ја започна изборната кампања и тоа во работно време, како што можете да видите и на приложената фотографија. Во недостиг на програма и идеи, секогаш се потпирате на неуспешната стара практика на обвинувања. Тоа нема да ви помине кај народот на 15 октомври. Ви благодарам.